беше изгласан ребалансот на буџетот за 2024 година. Ребаланс каде што главно беа опфатени или пренесени, беше зголемен основниот буџет за 47 милиони денари, од каде 27 милиони денари по основ пренесени на дотации по основ на ДДВ и 20 милиони пренесени вишоци од претходна година. Она што го опфати исто така овај ребаланс е обезбедување на средства во висина од 18 милиони и 100 илјади денари за исплата на развојниот проект или цевководот во Канатларци. Со тоа можеме да кажеме дека е завршена реализацијата на овој развоен проект. Исто така беа обезбедени Исто така можам да кажам дека беа изгласани предлог програмите кои што произлегуваат од секторот за урбанизам, како и тоа што беше донесена одлуката за субвенционирање во максимален износ од 5000 денари за набавка на велосипеди, нешто што и во минатите години сме го практицирале како локална власт, се покажа дека има позитивни ефекти, на граѓаните тоа го очекуваат и еве повторно оваа година, затоа што истото е вградено во буџетот за 2024 година, но поради законот кој што го пропишува да има мирување поради изборите, парламентарните избори, еве сега ја носиме оваа одлука за субвенционирање на велосипеди, како што реков, тој ќе биде во висина од 5000 денари и во понеделник веќе ќе биде распишан повикот од страна на локалната самоуправа Прилеп и ги повикувам сите граѓани кои што имаат интерес за купување на велосипеди да аплицираат на истиот. Исто така сакам да потенцирам дека во рамките на обезбедувањето на средствата со овај ребаланс се обезбедија и средства за субвенционирање на јавните комунални претпријатија, се со цел тие да можат редовно и нормално да ги обавуваат нивните активности и услуги кои што ги прават кон општината. 20 милиони денари се обезбедени за јавното комунално претпријатие Комуналец, 1 милион денари за јавното комунално претпријатие Пазари и 2 милиони за јавното комунално претпријатие ПУП.